Благодарам, почитувана председателке, но слушнавме ништо ново од заложбите кои што ги слушавме од минатата година. Еве ќе бидам конкретен по ова и што вие го констатиравте и во еден дел велите дека за довербата од 8% не сме били само ние загрижени, сте били и вие. Да, одговорност на секој еден граѓанин е да ја имаме довербата во правосудните органи, креирајќи политики кои што ќе допринесат за таква доверба. Меѓутоа, ваша е законската обврска. Вие сте тие кои што сте одговорни да ја создадете оваа перцепција. Тоа значи дека да, ние сите треба да пристапиме и да креираме перцепција за правда и владење на правото преку правосудните органи. Меѓутоа, вие не треба да бидете загрижени само. Вие треба да постапувате, бидејќи ваша законска обврска е тоа, почитувана колешки. Во однос на тоа дека по преставките сте немале надлежност да ги изменувате одлуките на судовите, да, согласно член 13, сте немале право да ги изменувате, односно жалбените наводи, меѓутоа, по однос на утврдување на погрешна фактичка состојба, кое што и како имате право да ги видите врз основа на што и како е пресудено, односно што и како е проблемот за недонесување на одлука, имате право и обврска да постапувате спрема конкретниот судија или одредено лице кое што затаило во своите законски обврски. Не е изговор тоа дека не сте имали надлежност вие да носите одлука како судски совет. Вие треба да ја утврдите фактичката состојба и имате основ за тоа да поведете соодветна постапка согласно конкретното лице и согласно конкретниот извршител на одредена функција која што сметате дека требало да пристапите. Потенциравте дека во однос на застареноста сте формирале комисии, го потенцирав и јас тоа, меѓутоа не треба да се формираат посебни комисии за секој еден посебен предмет. Тоа си е законска обврска на судиите. Што превземавте по тоа врз основа на утврдувањето на комисиите кои што сте ги формирале за конкретни предмети кои што се постари од 10 или од 7 години, основа и одговорност за оној кој што не постапил. Законска обврска и во опис и попис на работни задачи на самиот судија при изборот се знае што му е. Согласно процесните закони и материјалните како треба да постапува. Тоа дека за секој поединечен конкретен предмет треба да формираме комисии или одговорни членови од судскиот совет е недозволиво и не смееме да дозволиме да за секој еден предмет имаме потреба од решавање. Но тоа е поради тоа што никој претходно не ги санкционирал оние неработниците кои што го рушат угледот и на оние граѓани, односно на оние вработени во правосудните органи кои што честно и достоинствено си ја вршат својата работа. Затоа ова констатација исто така не ви држи и велите ќе се врз основа на методологијата од страна на формирана комисија по 5 предмети по случаен избор ќе се разгледуваат начинот на донесување на судска одлука, преку роковите, дали биле запазени роковите, начинот на застапување, начинот на постапување, прибавување на доказите, утврдување на фактичката состојба, па се до изреката во пресудата и образложението кое што го напишал самиот судија кој што ја донел судската одлука. И дека на овој начин ќе сте ги санкционирале судиите. За тоа, врз основа на методологијата, се уште компанијата која што го одржувала или надградувала АКМИС системот не била во функција и не ви биле воспоставени принципите врз основа на кои што ќе постапувате со методологијата. Овие истите заложби ги слушавме и од претходниот извештај, почитувана односно почитувана председателка. Затоа ќе ве замолам одговорностите кои што се единствено ваша надлежност да не ги префрлате и да не зборуваме за нешто за што вие сте директно одговорни, односно за перцепцијата и грижата на угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството сте единствено вие одговорни и единствено вие кои што можете да постапувате по истите. Затоа и во однос на дадените ваши заложби, еве ќе ве прашам колку предлог законски решенија вие сте доставиле за измена и дополнување во конкретниот во собранието за усогласување за да можете по-ефективно да работите и по соодветно да пристапите кон решавање на овие проблеми.
Затоа, уште еднаш ви констатирам, да не бидам многу долг, бидејќи имаме и други говорници, сакам да констатирам дека состојбата е катастрофална и одговорноста е најголема кај вас. Сето она, доверба и недоверба, од 8% доверба, 92% недоверба, е одговорност која што треба вие да ја измените, но да престанете со тоа ќе направиме вака, ќе биде вака. Во моментот што ќе превземате. Ви благодарам.